Благодарам на присуството. Денес би сакал да се осврнам на неколку важни теми кои што беа актуелни изминатите денови и да споделам со вас неколку сознанија и сметам алармантни податоци. Прво тоа што е најважно во овој контекст, економијата. До нас секој ден стигаат информации за отпуштање на голем број на работници во индустријата, во домашните, но и во странските компании кои што работат тука. За жал, владата на премиерот Мицкоски и ВМРО ДПМН не само што не успеа да донесе нови странски инвестиции, како што најавува, за жал се затвораат и тие кои што со години работеа тука кај нас. Веќе слушнавме дека две големи компании кои со години работеа во индустриските зони најавуваат ставање клуч на погоните во земјава. Компанијата Аптив, која од 2016 година работи тука со околу 500 вработени, и Дура Automotive Systems, која требаше да реализира тоа што веќе претходно го најави, тоа е нова инвестиција. За жал сега тоа нема да се случи. Значи нема проширување, нема нови работни места, оваа компанија најави стопирање на инвестицијата. Според проценките на нашиот економски тим, од досегашните отпуштања и оние кои се во најава, до крајот на годината за околу 30% ќе биде намален бројот на вработени во зоните со странски инвестиции, што е огромна бројка, огромна загуба на работни места. Ако на ова се додаде и тоа дека десетици компании од сферата на текстилната индустрија, наши домашни компании се затвораат изминатите месеци, стигнуваме до бројка на јадници луѓе и јадници семејства на кои што им е загрозена екзистенцијата, се соочуваат со неизвестност и секоја една одговорна влада која има ваков проблем мора да најде решение, барем предлог решение на ваквите предизвици, но ВМРО ДПМН тоа не го прави и никако не го адресира. Понатаму, веќе спомнавме, странските инвестиции со кои Мицкоски се фалеше, се сликаше, едноставно имаат сериозен низок процент на реализација, бројките и тука се поразителни. Веќе информиравме дека споредбено со годините на СДСМ, кога во првите два квартали имаше 600 милиони евра странски инвестиции, сега има само околу 200 милиони евра. Значи на третина се сведени странските инвестиции во земјата. И откако премиерот заврши со сликање со нашите инвестиции и со китање со туги перија, сега реалноста за неговата неспособност му се удира од глава. 3 пати помалку донесени странски инвестиции. Ако на ова се додадат сите останати економски други показатели, а тоа е дека ние сме со најмала минимална и просечна плата во регионот, а платите немаат изгледи да растат, највисока инфлација во регионот 4,5%, најнизок проектиран економски раст од страна на Светска банка, од сите земји во регионот, кој патеме целосно изеден од инфлацијата, тогаш е јасно дека ова влада не носи во економски амбис. Ваква економска некомпетентност, но и ароганција е погубна за стандардот на граѓаните. И тоа граѓаните го чувствуваат секојдневно. Ако на тоа се додадат податоците од новиот буџет, кој што треба да се презентира во собранието во следните неколку денови, големиот дефицит од 3,5% од бруто домашниот производ, кој што патем е незаконски, понатаму приходите кои што очигледно се проектирани да го пополнуваат дефицитот, а никако не се проектирани да носат раст и развој, и ако воопшто се реализира предвидениот раст на бруто домашниот производ од 3,8%, јасно е дека овој буџет е потрошувачки, а никако развоен. Нема ставка во буџетот која што укажува на тоа дека ќе има инвестиции во некакви капитални проекти, во нешто што ќе носи дополнителен економски раст и развој на државата. Понатаму, тоа што сметам дека е многу важно, би се осврнал кратко и на скандалот со суспензијата на ИПАРД фондовите, штета од речиси 130 милиони евра,
До сега има склучени 453 договори во вредност од 35 милиони евра, од кои се исплатени само 10 милиони. Во моментот над 180 инвестиции вредни над 25 милиони евра се директно погодени, уште 30 милиони евра во нови проекти се стопирани. И владата нормално сето ова го крие, не сака да го коментира. Ова е скандал што го потврдува тоа што го зборевме изминатите 15 месеци, дека оваа власт е длабоко корумпирана и целиот систем е зафатен од мрежи на корупција контролирани од врвот на ВМРО-ДПМН. За жал, сето ова во овој сектор оди на директна штета на нашите земјоделци, кои од оваа власт се практично уништени. Поради тоа што не е само ова, ниски откупни цени, ниски субвенции и сега дополнително кратење на средствата од ИПАРД поради корупција. Срам пред Европа за нашата земја. Овој скандал исто така открива една друга димензија, а тоа е дека очигледно е дека земјоделците се и биле под постојан притисок на уцени и корупција за секоја работа која што требале да завршат во институциите. И ова е едноставно скандалозно и понижувачки. И затоа, почитувани граѓани, во една таква ситуација, која сме соочени со влада која што очигледно не сака ниту да дебатира за проблемите, која што е сведена на само еден лажен пиар, на изјави со кои што работите се спинуваат, и кој што не сака да каже како барем ќе се обиде да ги коригира овие поразителни параметри во економијата, дали воопшто размислува да најде решение на овие луѓе кои што се директно загрозени, кои што им е загрозена екзистенцијата. Ова власт не се занимава со ништо друго, туку само со СДСМ. Секојдневни би ги нарекол трачарски пресконференции од Белата палата се очаен крик да се сврти вниманието од реалните проблеми, од корупцијата, од економскиот пустош, од неспособноста на владата да се испорача на ниту едно поле. Државата тоне во секој поглед и на ДПМН како неодговорна власт не ја останува апсолутно ништо друго, освен да се занимава со СДСМ. Но тоа е веќе прочитана стратегија, поради која што само ќе продолжат да тонат. За крај нешто кратко во однос на најавените процеси во партијата, нешто што го најавив, а тоа е дека следи процес на кадровски политички промени. Вечерва ќе се одржи состанок на извршниот одбор, на кој што ќе соопштам дел од овие планови. Како што реков, внимателно одиме со овој процес, барам трпение од членовите, симпатизерите. Сакам да најавам дека на подпредседателската позиција ќе го номинирам докторот Александар Трајановски, кој моментално е член на извршниот одбор, исклучително посветен човек на партијата, човек кој имаше одлична кампања, привлече многу внимание и сметам дека ова ќе биде значено кадровско заекнување на ова ниво на партијата. За сите останати чекори, како ќе доаѓаат, ќе ја информираме јавност. Ви благодарам.